Здраво, пријатели, добро дојдовте во уште една епизода. Моето име и понатаму е Јосиф Дамјанов и денеска ќе одговорам на едно многу интересно прашање кое што заборавив само кој ми го постави, али како и да е, прашањето е одлично затоа што е показател дека многу луѓе се оптеретени со оваа тема, а повторно ќе кажам, кој што напоменав и пред некоја епизода, дека е период во кој што многу од луѓето сакаат да направат промена затоа што доаѓа пролет и лето. Али да го погледнеме прашањето. Значи, не можам да опишам колку сум среќен за прашањава, затоа што и сум го добивал често и многу луѓе со кои што разговарам и можеби ме прашуваат за совети со луѓето и моите клиенти со кои што работам, често знаат да ми го дадат тој коментар или па прашање дека да, ама јас кога ќе престанам со ова ќе ги вратам килограмите. И таму лежи и клучниот проблем по ова прашање, дека многу од луѓето бараат начин како да не ги вратат килограмите, а никој од нив не се оптеретува со тоа како дошло до вишокот на килограми и што всушност би требало да направат за да не дојде до тоа а е многу едноставно. На што всушност мислам? Кажав и пред неколку епизоди дека на светов не постои диета која што те дебели и не постои диета која што те слабее. Постојат само квалитетни навики животни и неквалитетни животни навики. Овие што се неквалитетни ти носат вишок на килажа, здравствени проблеми и така натаму. Овие што се квалитетни носат добри резултати, добар изглед, мускулна маса, добро здравје, многу енергија и се што значи бенефит од добра исхрана. Сега, луѓето често знаат да се хаверисуваат и во текот на годината да воопшто можеби не внимаваат на оброци затоа што немаат време, имаат стресна работа и еден куп изговори кои што си ги даваат и си се лажат на себе си. И што се случува? Кога ќе дојде ваков период, сакаат нешто брзо, ќе вметнат можеби некаква диета или начин на исхрана, што значи за месец, 2-3 одредена бројка на килограми и потоа очекуваат да кога ќе се вратат на старите навики, затоа што едва чекаат да заврши диетата која што е рестриктивна и редукциона, да го задржат изгледот кој што го постигнале со диетата или начинот на исхрана. И сакам тука да ви потенцирам и да сватите една работа, дека секогаш кога ќе се вратите на старите навики, ако јас да речеме порано сум имал 2 оброка дневно, сум станувал во 8, јадев прв пат во 11-12, во 5-6 прејадувања и можеби грицки и некакви блакца, кафиња и така натаму во текот на целиот ден. Ако денеска јас ги вратам тие навики и почнам исто да се исхранувам, тоа ќе значи дека јас ќе дојдам до истите резултати. И тука нема ништо нелогично и ништо што можеби треба некого да плаши. Работата е што луѓето немаат карактер да издржат цел живот да обавуваат некакви добри навики. И нормално е дека ако јас сум ги променил начинот на исхрана и дојдам до некој позитивен резултат, истиот момент кога ќе се вратам на старите навики ќе ги добијам повторно старите резултати. Но за луѓето е многу лесно да обвинат нутриционист, да обвинат одреден продукт, компанија или така натаму со која што сметале дека ги намалиле килограмите или дошле до мускулната маса или до сикспек. Не постои виновник, постои само начин на исхрана кој што мојот карактер ќе го издржи до крајот на животот или нема да го издржи и тоа е единствениот фактор кој што ќе одреди дали вие ќе изгледате добро или нема да изгледате добро, без разлика дали вие мислите дека намалувате или враќате килограми. Не постои намалување и враќање на килограми, постои една состојба на телото и друга состојба на телото. Едната е поврзана со добри навики, другата е поврзана со лоши навики. Така да мислам дека добра поента ви давам по ова прашање и мислам дека на некој од вас ќе му помогнам да разбере дека не постои враќање и симнување на килажа и сало. Така да, дечки, тука завршувам за денешнава тема и епизода. Фала уште еднаш за прашањето кое што едва и го чекав да се појави и се гледаме во наредна епизода. До тогаш ви посакувам здрави животни навики. И убав ден. Чао!